продолжиме, можам да кажам слободно, даваме ветување дека со континуитет, со вакво темпо ќе продолжиме и понатака се до моментот дека целосно не ја вратиме довербата на граѓаните во институциите. И има за цел стручни лица ќе работат со деца, со тинејџери, со родители, со наставници за надменување на емоционалните, надменување на семените, училишните предизвици, ќе се водат разговори, ќе се даваат насоки за надменување, и не само за надменување на проблемите, туку и за понатамошен емоционален развој во комуникацијски вештини и надменување на сите оние бариери со кои што се сретнуваат децата или проблеми во текот на животот. Работи, создадовме просторни услови за сето тоа, опремивме неколку лаборатории по сите стандарди за да можат да бидат ставени во употреба сите овие апарати, но освен ставањето на употреба на овие апарати, за прв пат беа прашани секој одел и оделение во овој институт што им е потребно за да бидат поефикасни, за да бидат побрзи и поквалитетни, и успеавме да набавиме и нова опрема на нивно барање. Потреби на нашите граѓани, семејства кои што имаат деца или адолесценти во нивното семејство се со цел да можат да бараат стручна помош од страна на вработените во центарот. За микробиологија, која што кошта 15 милиони денари, но за жал, исто така денеска во функција е ставен апарат кој што со години не бил во функција, а бил платен 11 милиони денари. Така да овој пристап на креирање на политики базирани на потреби и на инфраструктура ќе продолжи понатаму. Check-in and check-out правам секој ден кога доаѓам на работа, за да покажеме дека да, можеме, и со систем кој што нема да не контролира, туку ќе стави ред, да функционираме, и тој многу брзо ќе биде дел од инфраструктурата во сите клиники, во сите здравствени институции.